Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е емисијата Виспорт на програмата на канал Виз во кој што поместуваме информации поврзани со спортските новости кои што доаѓаат од југоистокот, вклучително тука со акцента на фудбалот, кои што се можеби и најатрактивни или најпривлечни за јавноста, што се случува во трите струмички прволигаши, двата машки и едниот женски прволигаш, но сепак ќе информираме и за останатите клубови кои што секако ги почна подготовките за пролетниот дел од првенството. Како што е познато, заврши есенската полуетапа, екипите, сениорските тимови од првата фудбалска лига веќе длабоко наблегуваат во подготовките за пролетниот дел од шампионатот, кој што се очекува да стартува некаде околу средината на идниот месец. Академија Пандев се наоѓа на двонеделни подготовки во Анталија, Турција, каде што веќе одигра еден меч пријателски со тимот на Арберија од Косово, ремизира 1:1, стрелец на голот Маријан Радевски, а инаку се очекува веќе за утре да играат и со украинскиот прволигаш Лвив, а планирани се и мечеви со други тимови кои што исто така се наоѓаат на подготовки во Анталија, Турција. Идната недела треба да си дојдат пандевци од ова двонеделно гостување, ако можам така да се изразам, во Анталија, каде што новиот стратег Александар Васовски се обидува да ја покрене формата на прволигашот Академија Пандев, во чии редови дојдоа и многу имења пред се од Вардар, со кои што се треба да се обезбеди прволигашкиот статус ова сезона и директно да се нападне куп титулата. Со подготовките почна и струмичкиот прволигаш Беласица, кој што познато е дека е на последната позиција на прволигашката табела и таму има рокади, односно на функцијата шеф на стручниот штаб дојде искусниот Ѓоре Јовановски, со кого разговаравме, тие вчера одиграа 0:0 со тимот на New Stars во Скопје, денеска има слободен ден, и телефонски разговаравме со Ѓоре Јовановски околу подготвеноста на Беласица, што може да очекуваме. Вели дека ќе бидат тим или проекта за кој што нема невозможна мисија. Убеден е дека Ѓоре Јовановски дека има атмосфера во тимот за да се преброди оваа криза. Одигра и неколку пријателски надпревари, претрпеа пораз од Тиквеш со резултат од 3:2, каде што Радојчич и Коцев беа стрелци на головите за струмичките синобели. Славија победа против Плачковица, ремизира со тимот на New Stars. Она што ни го кажа Ѓоре Јовановски е дека акцент се дава на младите, имајќи во предвид дека оние професионалци кои што допатуваа во таборот на Струмичка Беласица добро го знае нивниот потенцијал, секако дека им се дава шанса и на нив, но сепак приоритет е да ја види играта, да ги анализира оние слаби страни на Струмичка Беласица. Вели во интервјуто за Виспорт вели дека не е невозможна мисија да се обезбеди опстанок на струмичкиот прволигаш Беласици, имајќи го во предвид расположението кој што е во овој табор и желбата на сите фудбалери да се покажат подобри резултати за разлика од есенската полуетапа. Во продолжение предлагам да го слушнеме телефонскиот разговор со Ѓоре Јовановски, стратегот на Струмичка Беласица, кој што смета дека струмичките синобели заслужуваат да останат во елитата и ќе се даде максимум да се оствари таа цел. Господине Јовановски, ги почнавте подготовките со Струмичка Беласица како нов стратег. Како се одвиваат подготовките за пролетниот дел со струмичките синобели? Па да ви кажам најискрено, многу пријатно сум изненаден прво од условите кои ги пруžа фудбалскиот клуб Беласица, а уште попријатно сум изненаден од квалитетот на фудбалерите. Мислам дека Беласица во овој момент има огромен потенцијал и уопште не се соодействува со бодовното салдо што го имаме или местото што го завземаме. Така да јас сум оптимист и мислам дека со сите сили, што значи дека сите што се на некој начин инволвирани во клубот, би требало да мислиме дека можеме и мораме да останеме во лига. Штета ќе биде за еден клуб, за еден град,
како што е Беласица и да се испадне. У тоа уопште и не размислуваме. Значи сите наши сили се восредени како да останеме во лигата. Направивте рокада околу првиот состав или пак донесовте и засилувања. Колку тие се вклопија во постојниот состав на Беласица и дали можни се уште неколку имиња? Сега мислам дека не размислуваме за нови имиња. Мислам дека одигравме веќе 3 надпревари и помладите добија повеќе шанса да видиме до кај сме што сме. Ќе имаме уште 4 надпревари, така да мислам дека додека почне првенството сите ќе бидеме подготвени. Нормално дека ќе биде сосема нов тим, затоа што имаме многу засилувања и јас се надевам дека брзо ќе се уклопат во нашата концепција. Рековте, одигравте неколку контролни надпревари, игравте со Тиквеш, тука денеска игравте и со Нью Старс. Колку Јовановски е задоволен, дадовте акцент на младите, но сепак препознавате ли потенцијал и колку си задоволен од тоа што го видовте реално на терен? Па видете вака, сигурно дека тренинзите се едно, сосема друго е надпреварите. Така да во овој момент ние уопште не размислуваме за резултати. Можем да кажеме дека пред секој надпревар ние самалето имавме тренинг, а веќе за 3 сата, 4 сата имаме надпревар. Значи не даваме ние значење на резултатот, него едноставно сакаме екипата што подобро да се подготви, тоа не е нас приоритет. Сигурно дека добија доста шанси младите фудбалери, имаме уште 4 надпревари до крај, така да мислам дека потполно од физички, психолошка гледна точка ќе бидеме подготвени за почетокот на надпревари. Самиот факт дека Беласица е на дното од прволигашката табела внесува можеби некоја негативна енергија во таборот на струмичките синобели. Колку вашето искуство, вашата појава внесе хармонија кај струмичките синобели? Па видите вака, не сакам да давам многу значење што се однесува во мојата улога. Мислам дека хармонијата и во самата атмосфера во клубот е на едно високо позитивно ниво. Значи уопште ја колку што сум овде 2-3 недели, уопште не осеќам дека има некоја негативна енергија. Фудбалерите одлично се одработуваат, прави професионалци сум ја незадоволен, сум презадоволен од нивниот однос кон работата, кон самите надпревари, така да мислам дека ќе направиме една добра атмосфера што се однесува до атмосферата пред почеток на првенството. Јовановски, имате тешка задача, дефинитивно со оглед дека Беласица е последна, го носи фенерот во прволигашкото друштво. Честопати во вашите изјави велите дека тоа е еден вид невозможна мисија. Можете ли Беласица да обезбеди тој прволигашки статус? Сите веруваме во тоа. Верувајте дека сите веруваме. Од економот, фудбалерите, раководството, стручниот сад, сите веруваме дека ние ќе останеме во лига. По тоа сме убедени. На што се дължи тој оптимизам? На квалитетот кој го поседуваме во овој момент. Затоа што лигата доста пратам, да не речем на некој начин, и мислам дека квалитетот е на едно равно ниво со тоа што секој може во моментот да победи. Значи, мислам дека нема изразити фаворити на секој надпревар. Така да, мојот оптимизам го заснувам на нашиот квалитет кој во овој момент го имаме и условите што ги имаме во клубот. Алудирате на избегнување на оние испаѓања директно или пак целосно на избегнување на таа четворка во дното на прволигашката табела? Тоа времето ќе покаже. Нас не е битно да останеме во лига. На кој начин не е битно. Значи, прво и основно ние да останеме во лига. Ке биде ли тешко, господине Јовановски? Па видите, лесна работа нема ништо, но имам јас една, да не речем, една мисла, тоа се што е можно теоретски да се спроведе, значи може и во практика да се преведе. Според вас, кои се оние фаворити кои што ќе бидат директно за атак на титулата оваа сезона? Па добро, ја мислам дека тука Штендија и Скупи, кои можеби на едно ниво квалитетот малку имаат повисоко ниво на квалитет, другите мислам дека скоро со исти квалитет. Така. Уште само две прашања. Предпоставувам дека го видовте и подмладокот на Беласица. Беласица е клуб кој што има долга историја. Може ли да се засврсти како стабилен прволигаш?
Под надлокот, видите, вака сега, јас во моментов сите мои сили, сите мои мисли, сета моја концепција е во средена со работата со првата екипа. Нормално дека ние школата никогаш нема да ја запоставиме, едноставно ќе ја пратиме паралелно со работа во првата екипа, ќе пратиме и школата и секој талентирано дете што ќе излезе таму, ние ќе го земеме со нас да тренираме. Така да, мислам дека клубот, градот и околината што е околу Струмица поседува доста квалитетни деца. Беласица го зеде првото градско дерби со Академија Пандев, ќе имате пролет во уште едно соочување. И на Академија Пандев не и цветат рози. Како ќе биде? Видете, овака ние сега гледаме само нашата работа, верувате, и едноставно ние само ќе се сконцентрираме само на наредниот надпревар кој го играме. Што значи дека сега сме сконцентрирани на подготовките, ако ќе почне првенството, концентрацијата наша ќе биде насочена кон Ренова. Значи, идеме чекор по чекор. Јовановски, многу успех на функцијата шеф на стручниот штаб на Струмичка Беласица и многу успех во пролетниот дел од сезоната. Ви благодарам и на вас и се надевам дека нашите навијачи и сите љубители на фудбалот во Струмица ќе бидат пријатно изненадени од пролетното издание на нашата екипа. Верувам дека можно е ова лошо невреме дека ќе конечно ќе прекине, па и навивачите да бидат на трибините на стадионот Благој Статов. Сигурно дека сепак фудбалот се игра за гледачи, ние ќе бидеме најсреќни затоа што еден е мотив фудбалерите кога играат на празен стадион, сосема друг мотив е кога ќе бидат со публика. И мислам дека струмичката публика доста го разбира фудбалот и се надевам по игрите кои ќе ги пружиме, јас очекувам кога ќе се пушти стадионот најмалку 2-3 публика да имаме на секој надпревар. Рековме во самата најава дека во оваа емисија на Виспорт акцент даваме на струмичките прволигаши. Познато е дека освен во машка конкуренција, Струмица партиципира и со прволигаш во женската прва лига, тоа е женскиот фудбалски клуб Тиверија, кој што изминативе неколку сезони се докажа како респектабилен тим, кој што продуцира свој кадар, односно млади фудбалерки кои што знаат да се носат со предизвикот во женскиот фудбал. Доволно говори фактот што во оние репрезентации женски ЖФК Тиверија партиципира со еден добар дел на фудбалерки и се капитенки на македонската женска репрезентација. Како течат подготовките кај ЖФК Тиверија, што може да очекуваме, имајќи во предвид дека во последниот период многу турбуленции се случија во женскиот фудбал, односно многу тимови се засилија, донесоа и странски имиња во сопствените редови. Дали ќе биде поинтересен за разлика од есенската полуетапа, што може да очекуваме лично од ЖФК Тиверија? Дали во младинските погони ќе се одбранат оние шампионски титули, куп титули? Разговараме со Александра Ристовска од ЖФК Тиверија, кој што истакна дека дефинитивно женскиот фудбал е во подем и дека како клуб, како сениорски состав, директно ќе атакуваат и на титулата шампионска, но и на куп титулата, чии надпревари се очекуваат пролетта. Во продолжение да го видиме разговорот со Александра Ристовска, кој што го реализиравме во кафе-барот Тиверија, посветен на женскиот фудбал во Струмица. Ристовска, женскиот фудбалски клуб Тиверија ги започна подготовките за пролетниот дел од шампионатот. Предпоставам дека направивте едно резиме за есенската полуетапа, колку има место за задоволство од она што како учино го направивте во колата од есенскиот дел. Ние сме задоволни од учинокот од есенскиот дел. Успеавме да освоиме 35 бода од 15 утакмици. Единствено мал проблем ни беше ковидот, кој моментално е проблем на целиот свет. Поради позитивни играчи во клубот настапивме на 2 надпревари со младински состав, кај што изгубивме драгоцени бодови, но се надеваме дека во пролетниот дел ќе ги надокнадиме. Но во останатите мечеви дали беше беа планирани победите? Ова е непријатна ситуација која што ви се случило како на вас, така и на останатите клубови. Дали останатото беше според зацртаното?
Да, секако среќни сме бидејќи го победивме актуелниот шампион со резултат од 3:0 дома и на другите надпревари освоивме максимален број на бодови, единствено оние два надпревари на кошта доста бодови. Но сепак го свртивте вниманието, имајќи во предвид дека излеговте храбри девојки со помалку да играте со оние сениорски состави. Многу фама, многу прашина или пак многу турбуленции се случи овој преоден рок, многу клубови се засилија. На што се дължи сето тоа? Па полека, но сигурно вниманието се свртува и кон женскиот фудбал. Јас лично се радувам што многу повеќе медиумски сме застапени од порано, многу медиуми пишуваат за нас. Добро е тоа што се случуваат повеќе трансфери и што вниманието... Дефинитивно женскиот фудбал оди во подем. Предпоставам дека тоа се дължи и желбата на докажување на сите македонски прволигаши во женска конкуренција. Да, новитет во нашата лига е што од наредната сезона ќе имаме нова лига, односно втора лига, ќе има испаѓање, ќе бидеме поделени во две лиги и првата лига ќе брои само 8 екипи, така да секој се бори за пласман во најдобрата лига и на тоа се дължи толку засилување. Тиверија кога ги почна подготовките за пролетниот дел од шампионатот? Мислам дека дел од играчите, вашите фудбалерки облекоа друг дрес. Имате ли волност на подготовките, но и околу составот? Ние подготовките ги почнавме на 11 јануари 2021 година. Веќе одигравме една пријателска утакмица против екипата на Борец, кај што победивме 3:1. Имаме закажани уште 4 до 5 пријателски надпревари. Само еден фудбалер или фудбалерка го напушти клубот, замина во Скопје. Меѓутоа добивме и фудбалерка од нашата школа која доби право на настап од оваа полусезона. Така да ние сме среќни што многу девојчиња од нашата школа добиваат право на настап во најдобрата лига и се носат рамо до рамо со најдобрите фудбалерки. Она што ми го кажувате, концентрирани сте на собствениот потенцијал за разлика од останатите клубови кои што донесоа имиња од Бразил и од останати фудбалски држави. Вие сте сконцентрирани да го извадате собствениот потенцијал. Да, ние се радуваме на нашите фудбалерки, на нашиот производ. Тие се девојчиња кои со своји 15 години, веќе 5-6 години тренираат кај нас. Секако дека на тоа се должи и успехот во репрезентациите односно во бројката на репрезентативки кои ги имаме. Пред една недела имаше собирана репрезентација до 15 години, таму имавме 9 фудбалерки. Исто така во селекциите до 17-19 години имаме по 4 до 5 фудбалерки и најчесто нашите фудбалерки се и капитени на тие селекции. Доминираат пред се во подмалокот. Рековте, одигравте со Борец во Велес, ако не се лажам, и спомнавте дека имате уште 4, дека сте договорени овие надпревари? Да, со Борец имаме закажано и повратен дуел во Струмица, исто така со екипата на Топ Гол од Битола двомеч, еден во Битола, еден во Струмица, и се надеваме дека пред почетокот на првенството ќе изиграме и пријателска утакмица со Љуботен, кој се моментално актуелен тим поради засилувањата кои ги донесува во нивниот клуб. Што може да очекуваме од пролетната полуетапа? Генерално, зборувам за првата женска фудбалска лига, ќе биде ли поинтересна за разлика од есенскиот дел? Ваше видување. Со оглед дека имаше турбуленции и засилување. Секако дека ќе биде поинтересна. Веќе 4-5 екипи имаат добри и квалитетни екипи за надпреварување, кај што секој може да одигра и да киксне кај некоја друга екипа. Ние се надеваме дека ќе има максимален број на учинок во однос на бодовите. Се стремиме секој надпревар да го победиме и нормално дека атакуваме и на куп и на шампионска титула. Ако даде Господ. Што е по-прифатливо или на дофат? И шампионската, сепак рековте, изгубивте два надпревари кои што може да се одрзат, но можно ли е да се метне Тиверија во трката за шампионска титула? Купот се уште, мислам дека кај вас се уште не дошол во она завршна фаза. Купот да не започна воопшто да надпреварува претходната полусезона, така да во купот ги имаме огромни шанси да го освоиме. Моментално сме 4 бода зад лидерот на табелата, меѓутоа, како што реков, има веќе многу подобри екипи, поквалитетни за разлика од претходната полусезона и се надеваме дека некаде може шампионот да киксне и да дојдеме до првото место на табелата. Каква е атмосферата во Тиверија? Одлично.
Никогаш подобро. Залагања, предпоставам сите првотимки има за пролетен дел од шампионатот. Да, секој се труди да го даде максимумот, се спремаме да бидеме подобри и Работите, предпоставам, секојдневно тренинзи овде во Струмица? да, сите играчи ни се во Струмица сместени и тренираме заедно. Она што ве краси како клуб, пред се е помладото. Го спомнавте тоа и во оние младински репрезентативки. Можете ли да ни информирате дали годинава младинските категории почнаа со надпреварување и што може да очекуваме од нив доколку веќе се во надпреварувачки систем? Претходната полусезона младинската и кадетската лига не започна воопшто. Се надеваме дека оваа полусезона ќе се одигра таа лига, во која што ние сме скоро секогаш во првите две, а почесто и први, односно шампиони. Така да таа лига е многу битна за нашата сениорска лига, бидејќи од таму многу играчи добиваат искуство и се наметнуваат да играат во сениорските тимови. Колку ве хендикипираше оваа ситуација со пандемијата, не само во делот на играчите, нели позитивни или непозитивни, ваква самата атмосфера, публика нема колку сето тоа негативно психолошки се одрази на девојките? Најпрво, најнегативно беше тоа што претходната сезона ни се прекина на сред полусезона, односно 2 дена пред да се одлучи дербито за шампион на минатогодишното првенство. Од тогаш 7-8 месеци ние бевме без надпреварувачки ритм, што беше значително лошо за сите играчи воопшто во државата. Секако незапочнувањето на младинските лиги беше исто хендикеп во женскиот фудбал. Празните трибини нормално дека не демотивираат, меѓутоа ситуацијата е таква во светот и наше е да тренираме, да надпреваруваме и да очекуваме да дојдат подобри времиња. При крајот сме на мај, илустрација, визија, каде може да видиме ЖФК Тиверија со сениорскиот состав. Рековте, ќе атакувате на двојната круна, но реални ли се овие позиции, но и доколку се отпочне оној младински и кадетски, предпоставам ќе биде турнирски систем со оглед нели дека лигата веќе одавна навлезена со надпревари. Што може да очекуваме од ЖФК Тиверија на крајот од оваа првенствена сезона? Тиверија секоја година атакува на што е можно повеќе титули во секој надпреварување, така да за нас единствено се гледат првите позиции, односно секогаш атакуваме да бидеме шампиони секаде кај што е тоа можно. И останатите тимови од Струмица и од Југоистокот ги почнаа подготовките за пролетната полуетапа, вклучително тука се одбојкарите, ракометарите, но и останатите клубови. Она што секако и понатамо го налога е пандемијата со вирусот COVID-19. Првенствата се очекуваат да стартуваат идниот месец, како во одбојка, кошарка, ракомет, каде што Струмица и Југоистокот партиципира со своји представници. Почитувани, тука некаде и крајот на ова издание на емисијата Виспорт на програмата на Канал 2. Секој добро.